Добар ден. Земјоделските производители кои не ги подмириле обврските за воден надоместок неколку години, веќе се соочиле со постапка за присилно извршување на наплатата. Од водостопанската подружница Брегалница рекоа дека и покрај тоа што во меѓувреме обврската им била пребиена со субвенциите, земјоделците ќе мора сами да ги платат трошоците за извршување. Давачката за воден надоместок, што дел од земјоделците не ја платиле неколку години наназад, им е пребиена со парите што требало да ги земат како субвенции за произведеното. Со тоа им е покриен основниот долг кон водостопанското предпријатие, но не и дополнителните давачки што произлегле по тој основ. Во меѓувреме, пред да се примени ваквиот начин на подмирување на доставените фактури, водостопанската подружница Брегалница во текот на минатата година започнала законска постапка за принудна наплата преку извршители. Со тоа на земјоделците им е пресметана и камата за неплатениот долг, а извршителите ги вклучили и давачките за нивната услуга, па сумата од 1.002 нараснала на 10.000 денари. Па сумата кај некои земјоделци од 1.002 нараснала на 10.000 денари. Земјоделците веќе реагирале во водостопанство со барање да им биде запрена постапката за извршување, со оглед што преку субвенциите го подмириле долгот за воден надоместок. Во Брегалница велат дека се работи за законска процедура што е доцна да се прекине. Доколку наплатата околу водокорисниците дојде до постапка на извршување, ние како водостопанство предпријатие немаме можност за да можеме да ја повлечеме таа постапка, односно барањето да го повлечеме. Затоа самите земјоделци на жалост ќе морат да си подмират трошоците за каматата и за извршување. Ние како водостопанство се грижиме за нашите клиенти, односно водокорисниците, затоа ја вметнавме интервентната мерка за прибивање со субвенции, за да земјоделците, односно нашите клиенти не одвојуваат посебни средства од својот буџет за да ги подмират своите трошоци. Земјоделците реагирале дека ги има околу 1000 кои навреме не ги платиле обврските за воден надоместок, па се согласиле тоа да им биде направено преку прибивање со субвенциите. Сепак, од водостопанската подружница Брегалница велат дека бројката е претерана, односно се работи за далеку помал број на земјоделци кои се соочуваат со долг кон извршителите за неплатената камата и за трошоците за извршување. Украден е еден од лаптоп компјутерите што во општина Кочани беа набавени пред локалните избори. Полицијата веќе започнала истражна постапка, а локалната самоуправа за овој и за останатите компјутерски уреди треба да плати над 21.000 евра. Скандал се случил во локалната самоуправа на Кочани набрагу по набавката на новата компјутерска техника што ја нарачал претходниот градоначалник Димитровски. Мистериозно исчезнал еден од 24 лаптоп компјутери од една од канцелариите во кои се чувал дел од купената опрема. Уредот не бил ни ставен во функција, што значи дека е украден, што туку распакуван. Веднаш по утврдувањето на бројната состојба, случајот бил пријавен во полиција. Од надврешната канцеларија за криминални работи во Кочани, телефонски за Канал 8 ја потврдија пријавата и рекоа дека веќе е започната истражна постапка. Направен е увид на лице место, а информиран бил и јавниот обвинител. Со оглед што истрагата се уште трае, други информации не можеа да откријат, но најверојатно по прибирањето на доказите ќе следува соодветна пријава. Неофицијално, сличен настан се случил и во периодот кога поранешниот градоначалник Димитровски дошол на функцијата. И тогаш од канцеларија исчезнал еден од ново набавените лаптоп компјутери, а за разлика од сега, јавноста не беше информирана како сето тоа се случило, дали имало истрага и како завршила. Според договорот за набавка и испорака на компјутерски системи и периферни ИТ уреди, што неодамна е објавен на веб страницата на општина Кочани, просечната вредност на сега исчезнатиот и на другите 23 лаптопи е околу 30.000 денари, а освен нив, претходниот градоначалник нарачал и уште 10 персонални компјутери, 2 бежични рутери, 2 ласерски печатачи и 10 тонери за нив. Персоналните компјутери се поскапи, односно просечната цена за еден е над 47.000 денари. Во почетокот на август бил склучен договор со двајца добавувачи, при што тие го завршиле својот дел од обврската и ја испорачале опремата. Локалната самоуправа се обврзала плаќањето да го реализира во рок од 60 дена, што значи дека се калкулирало со можноста долгот да му се препушти на новиот градоначалник што ќе дојде по локалните избори.
Тоа и се случило, па градоначалникот Илиев наследил обврска на добавувачот Боки компјутери од Штип да му плати 1.249.000 денари за компјутерите, а на фирмата Trendcom од Струмица да ја исплати над 88.000 денари за печатачите, рутерите и тонерите. Анализата на набавената опрема, посебно на лаптоп компјутерите, покажува дека на наддавањето за најниска е постигната неочекувано висока цена за едно парче, со оглед на техничките карактеристики на уредите. Во моментот, лаптоп компјутер за таа цена, например, содржи процесорот по новата i3 генерација, додека она што го добила општината е опрема од многу постар датум, што е поевтина. Со тоа, покрај прашањето за оправданоста на целата набавка, се наметнува и дилемата дали не е склучен штетен договор, што дополнително треба да подлежи на истрага. Општина Кочани го намалува трошењето во буџетот за расходите што нема негативно да се одразат на нејзиното работење. Најголем дел од скратувањата се кај непродуктивните трошоци, а се планира парите што ќе останат да се искористат за поприоритетни потреби. Непродуктивните трошоци во општина Кочани најмногу ќе настрадаат со рационализацијата што започнала да се спроведува кај расходите, што не се директно поврзани со исполнувањето на работните задачи. Анализата на финансиското работење во изминатите години покажала дека има можности за значителна заштеда на пари што ќе се пренаменат за други потреби. Според градоначалникот Илиев, кратењето на трошоците започнало уште пред нова година, а ќе продолжи и во текот на 2018-та. Ги скративме трошоците за репрезентација, трошоците за патување се сведени на едно разумно ниво, значи тие мора да ги имаме, меѓутоа се сведени на едно разумно ниво и продолжуваме со штедење на секое место. Ќе продолжиме со рационализацијата. Исто така во буџетот морам да кажам дека ги скративме средствата предвидени за IT технологија, односно за купување на нови компјутери. Значи праксата дека секоја година треба да вложиме 20.000 во компјутери, ова година нема да ја има и во потрага сме и по други решенија кои навистина ќе заштедат значајни средства во буџетот. Општината ќе има и нов приод во соработката со фирмите кои работат со локалната самоуправа. Според Илиев, станува збор за подигање на свеста за општествена одговорност што ја имаат, па освен нивниот бизнис интерес, тие ќе треба да и помогнат и на пошироката заедница. Се работи за фирмите кои работат проекти и кои земат пари од буџетот на општината. На крајот, ако остваруват некаква добивка, ред е еден мал дел, да не сакам да кажам процент, да го вратат на граѓаните некако пари како донации во разни проекти и разни други дела за кои ќе бидат од интерес на граѓаните. Еден таков принцип веќе почнавме и имаме добар одзив. Значи една фирма ни донираше веќе проект, не е од Кочани, за жал не е од Кочани, не е локална, меѓутоа фирма која соработува со локалната самоуправа со општина Кочани од Скопје донираше проект за изведба на детска градинка. Со примерот што го спомина градоначалникот Илиев за добрата практика со фирмата што бесплатно го донирала проектот, општина Кочани успеала навреме да поднесе апликација до ресорното министерство за добивање финансиска помош за изградба на нова детска градинка во населбата Драчевик. Слични примери за општествена одговорност се очекуваат и во наредниот период, а паралелно со тоа ќе оди поголемата контрола и кратењето на непродуктивните трошоци од општинскиот буџет. Завршен е проектот за формирање прекуграничен центар за поддршка на ромскиот бизнис, што партнерски го реализираа граѓански здруженија од Кочани и од Благоевград. Во Кочани се одржа завршната пресконференција, на која беа представени придобивките од овој проект. По 15-месечно работење заврши проектот за формирање прекугранични центри за поддршка на ромскиот бизнис во општините Кочани и Благоевград. На пресконференцијата кај нас беше речено дека се формирале два центри кои треба да го поттикнуваат креативниот дух и иновативноста кај ромското население. Нашиот проект е сврзан с икономическото развитие. Нашиот проект е поврзан со економскиот развој и просперитетот на ромската заедница во двете држави. Нашите организации, Сдруженијето Лидер од Благоевград и Јавена од Кочани, се ромски,
а основната цел на група ни беа младите роми на возраст до 29 години. Утврдивме дека најзагрозена категорија се токму жените. Поради тоа проектот ни беше насочен кон нив, со оглед што различните видови дејности се поврзани со тоа да се изградат така наречени стартап бизниси. Опфативме 8 млади жени ромки, од кои по 4 од бугарска и од македонска страна. Михаилова додаде дека се работи за успешен проект за двете партнерски граѓански здруженија. Освен формирањето на центрите за подршка, со проектот биле презентирани и информации до ромското население за програмите што се однесуваат на подобрување на формалното образование и професионалните квалификации, а представени били и информации од законската регулатива, даночната политика и од сметководствената евиденција меѓу ромските предприемачи. Тој центар работи до 17 јануари кога ќе заврши проектот, но потоа истиот центар продолжува со работа на волонтери. Центарот имаше директор кој што цело време, секој работен ден беше присутен таму за сите можни прашања кои што самото ромско население имаше потреба да ги чуе и да во врска со стартап бизнисите, во врска со социјални теми и сите останати теми што ги интересирало во врска со бизнис стартап. Исто така, изработени се 4 комплетни бизнис планови, при што учесниците во обуката полагале соодветен испит и добиле дипломи. Реализацијата на проектот е со подршка од Интеррек и програмите на Европската Унија, со вкупен буџет од над 104.000 евра. Во пресред на прославата на Божик, пакети со подароци обезбедија дел од стопанските предпријатија во Кочани. Тие им беа поделени на семејствата од социјално ранливите категории во градот и во дел од селските населби. Со цел радоста за престојниот христијански празник Божик да ја почувствуваат што повеќе семејства, бизнис секторот од Кочани подготви, а општинските служби поделија 30 на божикни пакети на социјално ранливи групи од Кочани и од руралните средини. Пакети со прехранбени, кондиторски и хигиенски производи добија семејства во градот, како и во селата Тракање, Белини, Вичани, Оризари и Прибачево. Иницијативата произлезе од дел од стопанствениците во нашиот град, кои ќе настојуваат оваа благородна активност да земе поголеми размери и да стане традиција. На овој начин, со подадена рака на сиромашните, се поттикнува градењето благородни и човечки чувства кон секој граѓанин и разубавување на празниците на оние на кои тоа им е најпотребно. Честитка до граѓаните по повод големиот христијански празник Божик упати градоначалникот на општина Кочани Никол Чуилиев. Почитувани, од мое лично име и од името на општинската администрација, на сите православни христијани им го честитам големиот празник раѓањето Христово Божик и им посакувам добро здравје, радост и среќа. На Божик ја славиме желбата, љубовта, мирот и милосрдието да бидат нашите водилки за да станеме подобри луѓе и подобри христијани. Овој празник не подсетува дека треба да ги негуваме семејните и традиционалните вредности, да шириме добрина и заеднички да помагаме за подобра иднина и поубав живот за сите. Посакувам во сече секојдневие да се всели мирот и спокојството, радоста и разбирањето, да продолжиме да даруваме безусловна љубов и почит, да градиме пријателство и да ги унапредуваме нашите заеднички вредности. За многу години се вели во божикната честитка од градоначалникот Никол Чуилиев. Пред крајот на овие вести информацијата од спортот. Планинарското спортско друштво Согово викендов најавува активност за пешачење од селото Пантелеј до местноста Раткова скала и до селото Злетово. Маршот е со рекреативен карактер и на него можат да учествуваат сите заинтересирани граѓани. Продолжениот празничен викенд е добра можност за членовите на Планинарското спортско друштво Согово да ја организираат својата прва активност во новата 2018 година. В понеделник, 8 јануари, ќе реализираат марш за кој стартната точка ќе биде кај манастирот во селото Пантелеј. Според организаторите, се планира активноста да се изведе во две групи, при што едната која е психофизички подобро подготвена да пешачи преку селото Шталковица до местноста Раткова скала, а оттаму да се спушти во Злетово. Другата група, која ќе биде составена од рекреативци,
ќе оди преку селото Рајчани до местноста Свиланово, каде е убиен председателот на Крушевската република Никола Карев, а оттаму да стигне во Злетово. За учесниците на маршот, на крајната дестинација е предвиден и заеднички ручек. Од планинарското спортско друштво Осогово ги повикуваат сите заинтересирани да го пријават учеството кај председателот на клубот заради подобро планирање на активноста. Тргнувањето кон селото Пантелеј со организиран превоз е закажано за понеделник во 6 часот од паркот во Кочани. Цената на превозот е 200 денари, доколку има најмалку 20 пријавени учесници. Ова беше прегледот на настаните што го одбележаа денешниот ден. Ви благодариме за вниманието. Дел од содржините ќе можете да видите и на нашата интернет страница kanal8.mk. Пријатно!